Во секоја епизода на Срце на дланка се среќаваме со различни човечки судбини, но некои приказни не следат подолго со сите своји падови и мали победи. Денес повторно сме кај семејството Георгиевски, Ѓоко и Христина кои ги запознавме во почетокот на годинава. Под Килија 20 години татко ми и мајка ми беа разведени. Откој можам да кажам, нели поради тие имотно-правни односи, го губи станот. Свекрва имаше многу долгови, брзи кредити, извршители, дојде закаснувавме со кирија, струјата веќе ни се собра нови сметки, почнува деца ко деца си барат, да имат дома за јадење. Најпрво, кога почнав да работам, возев такси, и после тоа ми се отвори можност да возам комби или помал камион во Швајцарија. Ние сме овдека под Килија, мајка ми ги подмирува трошоците за килијата и нешто што ја останува од платата, нели ќе купи за јадење. Во повеќе наврати братучет ни има донесено, да не претерам, овие 4 месеци, а мислам дека 90% од храната што ни ја носи он, преживуваме од него. Нивната тажна приказна ни го скрши срцето и нам и на секој кој ги виде и слушна. Зошто Ѓоко е човек кој ја изгубил светлината во очите тогаш кога имал најголеми планови. А Христина, неговата сопруга, е млада, болна и оперирана, но секогаш со тивка надеж во гласот. Кога ги запознавме, живееја под кирија со 3 мали деца без сигурен покрив над главата, болни, невработени и со товарот на животот врз нивните рамења. Преку ноќ се деси да го изгубам окото и од тогаш животот ми е многу тежак. Дознав кога Ѓоко ми се јави на мобилен и ми каже дека веќе не гледа. Тој период беше тежок, ама моравме се бориме. Се што имавме дома, што ни вредеше, го дадовме за да го спасиме него. Во меѓувреме, со погрешна терапија, од болница дадена, Ѓоко почнал ранево самите очи да се проширува и да се создава поголеми. Дамјан, најстариот син, сега е второ деление, можам да кажам дека за негови години ја сака математиката. Пробуваме да решаваме задачи, меѓутоа јас не можам да видам ништо е напишано, ниту да му помогнам, ниту што се вика да повежбаме, да му напишам некоја реченица за или да ја прочитам. Јас бев на ендокринологија, бидејќи сум диабетичар. Таму седев 10 дена, морав да платам таму, лекови морав да купувам. Ја морам да се борам за тие деца, да ги обезбедам со дом. И покрај тоа што оперирана, морав да ги носам во школа, да не изостануваат од училиште. На снимањето семејството ни кажа дека дедото на Ѓоко сака да им подари дел од плац во Идризово, па сите се надевавме дека конечно доаѓа подобро утре. На мајка ми, татко, значи дедо ми, кој што ми дава земјиште во дворното, негово земјиште во куќата, во Идризово, кај што живеат, позади неговата куќа, ми дава плац. Меѓутоа јас не сум моќен да направам ништо на тој плац. Ама во меѓувреме морам да ги сместам децата да си имат барем своја куќа, да ми се помогне да се изгради, пошто место ни дава на сопругот дедо му, ама финансиски сме ние многу исцрпени, што не можеме да се дозволиме. Хуманиот народ веднаш реагираше со финансиски донации, а компанијата All Project Construction без коментар понуди да изгради монтажна куќа, донација за семејството на коему е најпотребно.
Просторот беше расчистен, семејството веќе сонуваше за свој покрив. Да, ова е плацот што го дава дедото како донација, да, дедото на Ѓоко, за да се изгради куќа. Треба да се среди, да се документи, да се исчисти, каде што треба потполнување на земјата, заради тоа што во случај на дождови настанува како поплава. А дали се решени тие земени подписи на нотар дека сите роднини се согласни и дека нели се на нотар чисто? Дедото е моментално во болница и сопругот е во болница, ни дадоа документи од умреница од таткото на дедото и мајката и катастарски имотен лист ми дадоа и решение. Значи сите се согласни, нема некој да успорува, никој. Значи дозволено. Сите заедно одлучивме дека таа куќа, со оглед на тоа дека ќе се гради на веќе постоечки плац, треба да припадне на ова семејство. Но животот повторно им сврте грб на овие млади луѓе. Дедото набрзо почина, а тетка му на Ѓоко се предомисли и не му дозволуваше веќе да гради во Идризово со закана дека ќе му бара дел од куќата. Тогаш настана нов проблем и нова неизвестност на ова веќе безпомошно семејство. Јас отидов на плацот каде што ми беше доделен од страна на дедо ми. Ние го чистивме плацот, но после тоа се појави проблем од мои роднини кои беа против тоа да се изгради домот за моето семејство. Но приказната не застана тука. Љубовта на блиските, подадените раце и хуманоста донесоа нова надеж во селото Ржаничино. Таму, на нов купен плац, со помош од сестрата на Ѓоко, роднините и донација од фирмата Два брата за постаментот, започна да се гради новото поглавје. Денес сме во Ржаничино. Може би не ви значи името на населбата, но кога ќе ви ги споменам Ѓоко и Христина, сигурно ќе ви текне. Младиот брачен пар кој што има 3 деца, Ѓоко се бореше со слепило, беше неколку месеци на лекување, а потоа требаше да се направи куќа за чии материјали и средства вие дониравте во Идризово. Меѓутоа, поради сплет на околности, кои што подоцна ќе ви ги раскажат и самите тие беа принудени да купат плац во населбата Ржаничино во Петровец. Денес сме токму на тоа место, каде што веќе се поставува постаментот, плочата, каде што ќе дојде монтажната куќа. Добар ден. Добар ден. Кика и Ѓоко. Да. Добро познати во Срце на дланка, бидејќи ве снимавме почетокот на оваа година. Беше зима и тогаш го ставивте вашиот проблем пред јавноста. Ѓоко со својот здравствен проблем, но и со семејниот проблем, бидејќи немате место за живење, немате собствен дом, а имате 3 мали дечиња. Како сте? Да ти кажам отворено, добро. Одат постапките за плочата да се стави. Здравствието на Ѓоко е во ред. Тие работи малку се средија. Ѓоко беше повеќе од 1 месец на клиника под надзор на доктор Дума, кој што навистина се грижеше за неговите очи. Да, голема благодарност до доктор Дума што посвети внимание на мојот сопруг за здравјето негово и видот. Исто така имам голема благодарност до училиштето Дане Крапчев, до директорката и целиот нејзин вработен персонал, со што ми помогна парични средства за лекувањето на мојот сопруг и облека исто така. Ви донира за да може да ги овие месеци поминете, бидејќи сите средства кои што се собира на платформата беа наменети за вашето живеалиште, вашиот нов дом кој што верувам веќе многу наскоро ќе биде направен. За тоа сануваме сите. Но не беше така лесно и гладко до денес, до овој момент, бидејќи имавте некои премрежја, некои перипети кои што ви создадоа дополнителни нервози, ви направија. Да, се беше во ред, додека беше жив дедото во село Идризово, каде што ние почнавме, додека беше дедото жив, ние почнавме да го чистиме местото, го средивме све, беше готово за темелите да се копат, но се случи немил настан, каде што дедото почина.
После тоа тетката на страна од сопругот Снежана Кузмановска и Боби Кузмановски од село Зелениково се предомислија, кажа не стопира во цела работа. Ние, тоа е местото каде што ние бевме да ве снимаме. Да, пошто ние побаравме физичка делба, ние само побаравме согласност дека кога има физичка делба, дека нема да ни земат дел од новата куќа. Тетката се јавме на мобилен, можам тој да го приложам код доказ, каде што кажеш правете што сакате, дека нема да дај таква согласност и ние не гледавме друг излез, побаравме помош од сестрата на Ѓоко, Даринка и Жарко, нејзиниот сопруг, исто така и тетката на мојот сопруг, тетката Флора, и на внука од мојата свекрва, што е од два брата градители, со што ни помогна за купување на плацот и постаментот, поставување. Колку вечинеше овој плац? Брзо ли го најдовте? Како удеше таа постапка? Плацот го најдов во рок од 3 дена, постапката си одеше во ред, немаше никаков проблем. Жената што го купувавме плацот не ни направи никаков проблем, заради тоа што ја кажавме ситуацијата каква е. Сигурно и ве гледала, веќе и ве препознаваат, бидејќи бевте често на малите екрани преку Срце на дланка. Да, и жената ми го префрле, со што одеше теки сплатата, немаше никаков проблем во таа процедура. Ги имате и документите, веќе е на ваше име? Да, на име на мојата свекрва, заради тоа што ние сме социјален случај. И веќе го плативте со помош на вашите сестра, тетка и внука. Колку ве чинеше овој плац? Плацот не чинеше 6.000 евра, постаментот исто така 5.500 евра не чинеше, со што исто така имаме голема благодарност и до вујкото на мојот сопруг Маријан, што работи градежништво, што цело време се посветен да ни помогне и нас со неговите мајстори. Тој е тука секогаш. Денес, бидејќи е мека земјата поради врнежите изминатите денови, требаше денес да се става плочата, но тоа ќе биде утре. Ѓоко, твоето видување за настаните до сега и се она што се случуваше откако ве снимавме првиот пат? Моето видување. Гледам дека таа ситуација ќе има среќен епилог, со што благодарам на iCrowd платформата, на хуманиот народ, гестот на народот кои ете донираат за секое семејство. Благодарност до Кристијан Дума кој се грижеше за моето здравје, со што од ден на ден се опоравувам. Сега во моментов гледаш? Гледам, меѓутоа многу матно, со што е... Значи, кажано ми е докторот дека може да се избистри видот, но може и да се намали. Мора да се пазиш од светлина, од прашина, од прљава. Од прашина, пареа, не смеам на премногу ладно, на премногу топло да излегувам. Затоа и сега на отворено мораш да носиш очила. Така. А околу куќата имаше и многу нервози додека се слушавме овие месеци. Ке има ли плац, ке најдеме ли плац, пари нема. Беше навистина турбулентно. Беше турбулентно, беше и тешко. Со цел да се снабдат средства, да се најде место. Никој не сакаше да ни одвои толку мала квадратура, колку што ни беше потребен, колку што можевме да најдеме буџет за да можеме да си дозволиме да купиме. Една скромна куќичка од 5-60 квадрати и плац од 200-300 евра. 200 квадрати, 200 метри квадратни. Да. Она кое што вас ви беше проблем, тоест што вие го сакавте, било кое аголче кјоше, само да имате собствен дом. Само да е наше, да. Затоа и се согласивте во Идризово. Да, во дворот на дедото. Во дворот на дедото, бидејќи дедо ми пред да почине, можам да кажам, повеќе од 5 години, цело време ми викаше гради. Меѓутоа, не сакав да имам расправи со другите тетки и кога веќе сите согласија, го чистивме плацот и на крајот кога требаше да се заврши целата постапка за согласност на
на дозвола за градење во општина Газибава. Тетката Снежана ми рече дека она не сака да потпише. И Тоа е сестра на мајка ти? да, на мајка ми сестра. А зошто? Што беше проблемот? Не знам. Дека на самото снимање сите беа согласни. Да, беа согласни, братучедот кажа дека нема никаков проблем, но после тоа Ако беше куќата во меѓувреме направена? она ми рече дека ако се направи куќата и кога ќе се дели, јас ќе си земам дел од куќата. Тогаш и подобро што не беше тогаш веднаш направена, што чекавме да дојдат потопли денови, а јас стојам за тоа дека после секој дожд доаѓа сонце. Така и кај вас ќе дојде сонцето наскоро, бидејќи веќе плацот е купен на име на вашата мајка, а тоа ќе остане на вас во иднина и веќе плочата во тенденција на правење. За многу кратко ќе биде и поставена и куќата. Како ви е планот? Како веќе сигурно имате некоја скица во вашата глава? Како сакате да изгледа куќата? Скицата е сега мој дел на... Може би веќе и живеете во таа куќа во вашиот мозок. Што се однесува до вако, јас не би сакал да се преселам нигде на друго место, него би дошол и директно тука. Меѓутоа, таква е ситуацијата што мора некој период да останеме во куќата во Идризово кај деда ми. Веќе не сте нити... Во Маđари. Да, од 1 јуни завршува договорот. Да, каде платформата најкрајот ни платија 3 месеци килија, ни платија струја. И многу храна. Донации од храна, хигиенски. Доволно за тие 3 месеци, додека ти беше на лекување, да продолжи Христина со децата да живее. Да. Многу сме близко до целта и како ви е планот? Имаме план, значи овој дел е целиот 300 метри квадратни, со што напред имам тераса. Сакате да има и терасичка? Да. Да. Со што од темелот натаму метри пол останува тераса, на другиот дел е делот за домување куќата. Од левата страна имаме салон со кујна, во средината ни е влезот на куќата, имаме ходник, копатило и една спална соба и 2 детски соби кои доаѓаат од десната страна на постаментот. 2 детски соби, една за момчињата и една за девојчето. За девојчето, да. Позади имаме оставено околу 120 квадрати за гаражичка, бавчичка, нешто. Кога доаѓавме наваму, ми кажа дека поточно Христина, дека сака да сади нешто, да чува пилиња. Да, Сепак сакам. ова е нели село нешто, и да. дозволено е такво нешто. Да, сакам да си чувам животни, исто така и бавча, со што ќе биде и придонеси за дома. Таа е од една страна и за анимација. Овој дел овде како што стеме, овој дел ќе биде тревник, целиот. Ќе биде трева, зеленило, Да, зеленило. Детско каче ќе биде таа страна за децата. децата. Може дека ќе си биде нели на летно време масичка. Јас веќе гледам, вие сте соживеани со населбава, со местово и само едва и го чекате денот да се преселите. Така. И јас едва и чекам да дојде моментот кога ќе биде поставена куќата и кога ете ќе што е кика, што се на солзи радосници. Да, конечно, што сонот што го чекавме долго време ни се остварува. После толку напори, напнатост, нервоза. Да, Ќе имате свој кач, да, свој дом. да. И покрај тоа што тетката на Ѓоко не сопре и братучерот за да немаме свој дом, не успеа во тоа, но силно се боревме заедно сите сплотени и ќе успееме во сето тоа. Ова е доказ дека кога сте, баш како што кажа, сплутени заедно, никој ништо не може да ве сруши. Честитки за тоа разбирање што го имате меѓу себе како
сопружници и само напред. Изчувајте ги децата, едни здрави личности. Се гледаме наскоро во новата куќа која што верувам ќе биде следниот месец. Со оглед на тоа дека веќе привршуваме со овие работи, нели имаме изведувач, човек и фирма кој што ќе ја направи куќата, еден ден ќе дојде и моментот кога ќе се вселите и ќе се смири целата ситуација. Но мора да вие сте млади, премногу млади и треба да работите. Ѓоко поради проблемите со очите можеби нема да може некоја потешка работа, но ти си здрава и сигурно имаше понуди за работа преку Срце на дланка. Да, имав понуда за работа во Халк банка, во дирекцијата, каде што за чистачка ми понудија да работам, но моментално не можам додека куќата не се направи, додека не се сместиме. Моментално и социјално ни понудија и ми кажа да не брзам со работа додека не се среди, заради тоа што треба и дома да се средат коченија, наместат куќата и децата во школа, треба да ги запишам и да се организирам со малечката за во градинка да се биди од сабајле до 5. И исто така и двете деца што да во школа да се ги запишам во целодневен, каде што Ѓоко ќе има повеќе простор сам да се седи, да се мирува и за него му треба повеќето сега мир, стрпление, тоа. Верувам дека летово тие работи административни ќе ги завршите со префрлување, нели трансфер од училиштето во Сингелич во тука во Ржаничино, дека ќе се подобри твојот вид, дека и ти некогаш ќе работиш, бидејќи ти си на вистина вреден човек, барем така блиските твои велат, вреден и работлив како крт. Да? Така. Јас така имам слушнато за Ѓоко. Да не испадне дека се фалам сам, мама, така. Многу работиш и дај Боже само здравието да ве следи, да ве служи и се ќе биде во ред. Ви благодарам многу. Денес, заедно со собственикот на All Project, Џемал Фазли, ги правиме плановите за изградба на нивниот нов дом. Тој стручно ни објаснува како ќе течат подготовките и колку ќе трае изградбата на куќата на Ѓоко и Христина. Сега ќе поразговарам со Џемо, кој што е собственик на All Project Construction, фирмата која што ќе ни помогне во изградбата на домот на семејството Ѓоргиевски. Џемо, од прв разговор со тебе, од прв момент рече кога е за доброто на некое семејство, јас сум тука да помогнеме само да живеат подобро. Не се мешаше дури ни во кое семејство ќе биде помошта со куќата, едноставно рече само да живеат подобро и да бидат среќни. Денес сме токму во Ржаничино, во Петровец, каде што е купен плацот и каде што е веќе во градба, постаментот, плочата која што е потребна за монтажната куќа како што изработува All Project. Какви се плановите? За колку време ги градите куќите? Што користите во куќите и како оди правењето? Јас до сега сум немала такви. Да, значи здраво Оливера, ние работиме веќе 12 години овој бизнис да се нарече и ние правиме дрвени конструкции со фасада, демит или со дрво. Значи тука ќе биде со демит фасада што ќе се гради од 10 до 15 работни дена. Значи куќава има премногу добра изолација што ќе видите и сами ќе видат луѓето како ќе живеат у тек на годиниве. Тие ќе ни бидат најдобар доказ дека треба Значи, повеќе да се инвестира во такви монтажни куќи. Фала Богу. Што повеќе инвестиција, што подобро е, пошто моментално доаѓа такво време дошло што и поевтино, и поефикасно, и побрзо. Имате навистина многу конкурентна цена. Тоа е 250 евра по метар квадратен. 250 евра метар квадратен. Вие, значи, таа цена ќе биде до крај на годинава, пошто се менјат цениве и здрави оваа година да идеме со таа цена, па другава година ќе видиме како ќе биде. Да. Кога сме кај куќата на Ѓоко, постаментот е 9:8, со тоа што Ѓоко и Христина планираат и мало дворче од некои 15 на квадрати. Значи тука ќе биде, да, 1,5 м на 8 ќе биде на стрешница некоја пред влез. Друго ќе биде ќе имат според скицата како оди тоа? Вие ли ја креирате сега? Да, значи ние ги правиме, значи готови ѕидови правиме кај нас.
и доаѓаме ние со готови ѕидови тука. Значи се поставува за 3-4 дена му поставуваме кров. После тоа се поставува електрика, водовод, тие работи внатре и ние тераме после со фасада од надвор. А јас имав замислено дека цела куќа ја носите и клапува значи на посебни ѕидови идат тие. Значи посебни дзидови, доаѓаме со готови дзидови и само монтажа правиме тука ние. Значи иначе се спремаме кај нас. А кровот? Кровот се тука се прави. Тука, Да, на лице место. да, на лице Јас место се сите прави. имав таква визија дека таму правите се тука доаѓате. Не можеме како да ја донесеме тука, иначе многу е подобро е за нас така, но мора да се направат ѕидови па да се монтира. Значи 15 дена работни ги изработувате таму, а потоа тука уште колку денови? 10 до 15 дена тука се монтира. Се вкупно. Се вкупно, да. Тоа значи дека ако ја почнеме нели почетокот на месец јуни, некаде до средината. Така. Значи 10 до 15 работни дена ние сме готови. Значи може слободно да видите куќата каква. Можеме ли да дојдеме таму на плацот каде што изработувате, да видиме како оди изработката? Да, слободно, пошто кога ќе се изработи куќава, оваа куќа, значи ќе биде кај нас у плац направена. Значи подигната е направена кај нас у плац, може да дојдете слободно за да видите на кој начин се прави и како се прави. И ќе видите каква изолација е и што е и се ред други работи. Значи треба да видите квалитетот и вие сами ќе видите. А што најмногу ви бараат сега да го искористам моментот? Значи поише бараат моментално планински куќи A-frame. Да. Значи се тоа се бара моментално, но пошто луѓето више се здосадија од градов и сакаат малце од природа да излезат. И од стресот и сакаат малце да... Фала Богу. Значи ние сме тука за таа работа. Да. Супер, ќе бидеме во контакт, многу ми е драго што се работуваме, верувам дека ќе имаме и понатаму соработка. Јас едве чекам да видам како ќе изгледа куќата, па да дадеме мотиви на луѓето кои што немаат решено стамбен момент, дека и во Скопје може да се живее во монтажна куќа. Така, значи јако веќе 10 години живеам у таква куќа и премногу сум задоволен. Така да мислам дека треба да биде и така како што дека и тие ќе бидат задоволни, така? Да. Ти благодарам многу и ќе се видиме. Ќе се видиме, само за добре заедно. Ѓоко и Христина немаат се што им треба, но го имаат најважното. Се имаат еден за друг и вербата дека некој таму се уште слуша, гледа и помага. Денес, таму каде што имаше само земја и надеж, почнува да се гради дом со ѕидови од добрина и покрив од човечност. Нека оваа приказна биде потсетник дека секоја подадена рака може да промени нечи свет. Ѓоко и Христина конечно ќе имаат свое катче, а ние ќе продолжиме да градиме не само домови, туку и мостови меѓу луѓето, зашто кога срцето е на дланка, човештвото никогаш не згаснува. Добар ден, почитувани гледачи на Срце на дланка. И денес од студиото на хотелот Лимак ќе имам одличен соговорник кој што навистина имаш со што да се пофалиш, што да каже и како поединец, но и како тимски работник знае да помогне и во нашата емисија, поточно на сториите кои што се емитуваат во Срце на дланка. Обично се вели дека добрината е најубавата облека што можеме да облечеме како луѓе. Токму со една таква карактерна особина се краси и нашиот денешен гостин, кој што е главен на општината Газибава, господинот Буби Стевковски. Добар ден, добро дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на емисијата Срце на дланка. Да, знам дека ја знаете, веќе пета сезона се емитува на фреквенцијата на Алфа телевизија и на нашиот YouTube канал, но верувам и тоа дека со драго срце, бидејќи после секоја приказна сторија, вистинска сторија која што се емитувала на Срце на дланка, а била во рамки на општината Газибава, веднаш вашите соработници се јавуваат, па и вие дори директно на терен одите до семејството и помагате на начин на кој што треба да се помогне со храна, со топла облека и слично. Како што кажав, хуманоста е дел од вашиот карактер. Токму така, кога добив довербата да бидам градоначелник на општина Газибава, тоа представуваше за мене голема чест, но уште поголема одговорност. Газибава е една од најголемите скопски општини по територија, но и по бројност на жители
и навистина одговорноста да се менаџира на таква општина е голема и нормално се биде прв, би рекол, помеѓу еднаквите. Секојдневно ние се соочуваме со одредени човечки судбини на кои што како лица треба да им подадеме рака и да им помогнеме во она што животот им го налага како некој сериозен предизвик. До сега сме помогнале на многу случаеви, вклучително и на дел од вашите стории што биле во вашата емисија. По контакти добиени од ваша страна, сме направиле поста на тие семејства и сме излегле во предсет на тоа што го бараат. Би рекол, дел од тие случаеви ги објавуваме јавно, не со цел да се пофалиме, туку да мотивираме повеќе луѓе да бидат хумани, бидејќи навистина чувството да се биде хуман човек е навистина прекрасно. Јас тоа го сваќам како една обврска, би рекол, хуманоста сваќам како една обврска, да се подаде рака на оној човек или на оној граѓанин на кој што таа му е најпотребна. Дали статистички знаете колку семејства има од социјален ризик во рамки на општината Газибаба? Точната бројка не ја знам, нормално тие податоци ги има Министерството за труд и социјална политика и Центарот за социјални работи на градот Скопје, меѓутоа имаме тесна соработка со нив и заедно со представници од Црвениот крст и со други хуманитарни организации континуирано вршиме поддршка на лицата кои што се во социјален ризик. Јас само ќе споменам неколку стории на кои што вие помогнавте, а сигурно и ќе се сетите. Тоа беше ситуацијата на мајката која живееше сама со дечиња во поранишниот дел на македонски фолклор, мислам беше, која што живееше во страшни услови и веднаш по емитувањето на емисијата, мислам дека се уште не беше отиден емисијата, нејзиниот татко почина, веднаш, иако во викенд, вие по емитувањето, кога ја видовте сторијата, па дури и кога ја видовте најавата за емисијата, се јави вашиот првсоработник и ни рече која адресата сакаме да помогнеме како општина. Се сеќавате? Се сеќавам тој случај. Навистина, благодарение на вас добиваме информации за одредени такви случаеви. Ние сме постојано на терен, навистина имаме мапирано и одредени социјални семејства кои што континуирано, како што споменав, им доставуваме пакети со храна, пакети со хигиенски средства. За жал во периодот во зимскиот период често пати ни се обраќаат граѓаните со поддршка за набавка на огревно дрво и слично и навистина согласно моите можности како градоначелник, согласно соработката со одредени општествено одговорни компании, би рекол во најголем процент на тие барања им имаме излезено во пресрет. Одлично. Вклучително и нормално случај што го посочивте вие. Да, еден случај кој што не беше така удамна, има една година, младиот Никола, кој што сосема случајно одејќи на стоматолог дозна дека боледува од канцер. Организиравте дури хепенинг, музички хепенинг, за да се соберат средства, за тој да замине во Турција на хемотерапија, на лекување. Денес е и ваш соработник. Токму така, кога слушнав за таа судбина што е и тој предизвик кој го имаше Никола тој период, навистина направивме еден тим, една сериозна организација, во која што направивме неколку настани со цел да се обезбеди потребната сума, бидејќи навистина стануваше збор за прилично голема сума, повеќе од 100.000 евра потребни за лекување, 120.000 евра беа потребни за соодветен третман во Република Турција. Во оваа прилика би сакал да се благодарам на сите оние хумани граѓани што се вклучија на таа активност за собирање на средствата, би рекол во многу краток период ги собравме средствата. Благодарение на тоа Никола замина на лекување во Турција, кое траеше неколку месеци. Согласно последните информации и последните испитувања кои ги има направено во Турција, канцерот на коските скоро и да е исчезнат. Уште на едно место има многу малце зафатено, така да искрено тоа ме радува. Како одговорен пред се човек, овозможив Никола да биде еден од соработниците во општина Газибаба, да му пружиме еден светол пат и светол живот, би рекол, за да може да ги реализира своите обврски понатамашно, и еден од моите драги соработници е Никола во рамки на општина Газибаба. Да, иако тој не сака многу да се зборува за него, сепак е прескромен, но драго ми е што ете вака заврши неговата сторија, дај Боже сосема да се излечи и да нема потреба веќе да се собираат. Вие дури го испративте на аеродромот и го пречекавте кога дојде.
Токму така. Јас посакувам да биде се најдобро со Никола и нормално како што посочи да си ги оствари своите животни цели понатаму. Во рамки на општината правите градинки, реновирате улици, меѓутоа приоритет и на вас како градоначалник ви се децата. Дури за децата од социјален ризик давате бесплатно членство на детето во градинка. Како градоначалник би рекол секој дете е важно. Спроведуваме еден проект за инклузија на децата роми во детските градинки. Особено сум среќен на тој проект, бидејќи возможуваме децата роми бесплатно да престојуваат во детските градинки. Сметам дека е ова еден многу важен процес за нив, бидејќи ќе можат тие да се социјализираат, да стекнат одредени навики и знаења, за потоа многу полесно да го продолжат својот образовен процес понатаму. Во Газибала овој проект се спроведа во детската градинка 25 мај и во изминативе 3 години се опфатени вкупно 60 дечиња кои што ќе повторам бесплатно престојуваат во детските градинки. И тоа ќе трае се до нивното тргнување во училиште. Во училиште, токму така. Но вие сте и најинклузивна општина. Помагате на децата со посебни потреби. Да, само да се надополнам, покрај тоа што возможуваме бесплатен престој на децата роми во детските градинки, имаме можност и за сите семејства што се во социјален ризик, а има деца кои што треба да посетуваат детска градинка, тоа да го прават бесплатно, односно да поднесат барање до градинката и со одлука на управниот одбор, тие се ослободени од плаќање на партиципација и нивните деца престојуваат бесплатно во градинка. Досега имаме такви 34 барања поднесено и на сите 34 барања е позитивно одговорено. Да, ние сме една од најинклузивните општини во Република Македонија. Изминативе 3 години имам добиено повеќе признанија, меѓутоа две ми се би рекол особено драги. Тоа е признанието за хуманост, кој што го добив јас како градоначалник на крајот на минатата година, и оваа година добивме признание дека општина Газибала е најинклузивната општина во Република Македонија. Тоа пред се должи на напорната работа и реализација на голем број на проекти, активности и програми со цел обезбедување на инклузија во образованието на децата со посебни образовни потреби. Како одговорна локална самоуправа градиме повеќе сензорни соби во повеќе основни училишта, изградиме лифт за дечињата со посебни потребни во основното училиште 25 мај, изградиме специјализирани тоалети за деца со посебни образовни потреби. Училиштето во Хиподром на Селвата е изреновирано комплетно. Има и спортско игралиште. Комплетно има и спортски игралишта и во моментов оваа 2025 година што доаѓа, работиме на проект за изградба на повеќе инклузивни детски игралишта на повеќе локации на територија на општина Газибала. И би рекол дека ние сме една од првите општини во Република Македонија што дава 9-месечна стипендија за талентирани ученици со посебни образовни потреби. Во таа насока ќе продолжиме нормално да реализираме проекти за оваа категорија на наши сограѓани. Газибала е навистина голема општина, постои 48 години, чинам? Да. Толку прославивте на 3 ноември. На 3 ноември прославивме 48 години од своето постоење. Би рекол, како една од најголемите скопски општини си има своји предизвици и своји специфики, меѓутоа со една одговорно работење, со постојана комуникација со граѓаните, буквално ги имаме детектирано проблемите на микрониво и се пристапува кон нивно решавање. Има простор за изградба на социјални згради, станови? За таква иницијатива разговараме со Министерството за транспорт. Ние како општини располагаме со соодветно државно земјиште, согласно плановите на генералниот урбанистички план, ќе видиме дали има можности да се проектираат и изградба на вакви социјални станови во општина Газибала. Верувам дека јас би со задоволство би прифатил реализација на таков проект. Тоа е навистина голема работа и згрижување на многу семејства кои што денес живеат тешко, во иднина да имаат малку поинаков тек во животот. Се согласувам. Така е. Но затоа сте тука секогаш за сториите од срце на дланка, се во надлежност на вашата општина да подадете рака. Верувам дека таа соработка ќе продолжи во иднина, господине. Ви уверувам дека за сите потреби што имаат граѓаните согласно нашите можности секогаш ќе излеземе во пресрет. Благодарам. Секогаш треба да сме вака отворени, полни со љубов, полни со почит и разбирање, бидејќи навистина кога ќе подадеме еднаш рака, ќе посакаме постојано да бидеме хумани. Направите го тоа уште денес, покажете вашата хуманост и ќе видите дека многу полесно ќе се спиете. Помагајте затоа што нашето малко некому може да значи се.